Велат дека Карпош е најпосакувано место за живење. И тоа е точно. Ќе се запрашате зошто? Одговорот е лесен. Во оваа локална самоуправа ги има сите потребни услови за добар живот за сите возрасти, од најмладите до највозрастните. Секој си има свое катче каде може да ужива во своето слободно време. Но најбитно од се, во оваа општина секој ден се работи. Ако прошетате, ќе забележите градежна механизација на повеќе улици. И да, сето тоа се прави по барање на жителите, чии желби секогаш се на прво место кај градоначалникот. Сите активности се реализираат под неговото будно око. За да ви ја приближиме подобро оваа слика, погледнете како изгледа еден негов работен ден. Иако работното време започнува од 7 часот и 30 минути, градоначалникот Јакимовски уште во 7 часот е веќе на терен. Ова улица врти и излегува ваму. Добро. И ова ќе опатиме. И овој канал треба да го затвориме. Планираме да ставаме, ама бидејќи има пат теренот. Сега треба да теренот. одиме во Нерези и од Нерези после одиме отидеме, да. во Влај. Значи сега што се правеше на Коручка, Влај, Франце Прешен, ја проверивме вчера, функционира све добро водо. Да, она си функционира, ама уличките внатре. А унатре тие што се 9. Да, уличките тие 9 внатре што се, они одат фекалната атмосферската од уличките си влегува во фекална. Ние по главната сега ја тргаме веќе од фекална, ама споредните си остануваат во фекална. Да не Има Ние имаме проект направено за улица Козле 3 и доаѓа довде. Ова е најниска точка Така. во однос на овие објекти. Меѓутоа, ја продолжуваме по оваа улица што е предвидена по дуб и доаѓаме довде. Ние кај што стоиме овде, Така. кај тука сме. Добро, јасно ми е. И овде ка влегуваме по оваа уличка Нагоре? и овде завртуваме. Ова оди према резерварот. По ова завртуваме и овде Ова ка... и они се спојуваат. Да, и овде ка се Едниот дел, спојуваат. едниот дел паѓа наваму, другиот дел натаму. Ќе свртиме ние се Ова е нагоре со коцката сега кај што се оди. Не секогаш му се допаѓа она што е направено, бидејќи како што вели, жителите мора да добијат најквалитетна инфраструктура која ќе трае повеќе години. Да се стави малце хумус и да се насади трева. Сега му е таман време и ќе си ги задолжиме граѓаните они да се одржуваат тревата, бидејќи овде пробавме да копаме бунари, меѓутоа не можеме нигде да најдеме вода. Така да еве, граѓаните практично секој пред него неговиот дел помалку да го прска, ќе го одржуваат летоска зеленината. А овде би било ред да направиме еден дел како едно мало сверче, плостаче, со тоа што Живко. Да. Овде првите отприлика 4,5 Метри. 5 метра нека биде, 5 метра таму за да може да паркираат, а и да видиме да не има некој влез тамо, влезот од тамо. Еден тамо ќе го ставиме, значи Еден. од тротоарот 5 метра ќе измериме тој дел и да го изасфалтираме да можат да паркираат коли, пешаци да одат и така натаму, а другото да го направиме некој Партерно да сперче се со уреди оние со убави содржини урбана павер оформа. елементи, осмислете го, овде фонтана не може да има, нити треба да има. Бака сега се договориме. Значи гледате дека тамо од оваа патеката што им оди, од тамо кое што патека е добра. Таа патека да не ја чепкате, значи од патеката овде со овие коцките како на влае, значи патеката им е сосема добра. Овде да се предвиди како влае. Гледате дека е пропадната доле, исто нека се води сметка да се денивелира. А рабниците и вичнаците може да останат ако не се фатени заедно со ова, ако не се оштетуваат. Мислам дека не. И тамо да се направи едно као скверче. Добро, ќе ги викнете од куќниот совет, од едниот и од другиот куќен совет, дека ќе им кажете што планирате, како планирате, за да имаат доволен простор за вакво. Ова ќе видиме тука, ќе го асфалтираме или што ќе правиме или ќе го поплочиме. Ова е приватна собственост, тука не го чепкаме, а тој дел да го поплочиме со павер елементи и со тоа што колите ќе одат вака, ќе ослободиме поголем простор за колите. Тамо ќе го бележиме и ова и отприлика нема нешто друго. Од тука градоначалникот се упати во населбата Влае. Тука се поставува атмосферска канализација. Не може да е попивателен бунар, бе, како попивателен бунар. Ево, Од таму навака доаѓа. а се мислам дека у фекалните се него. Ова игралиште го правевме уште првиот мандат и све живо кршат. Се собираат деца, видно све искаш.
А сега улуците кај им одат на луѓе, сите уфекални. Бараките, така беа направени. Еве. Све до фекално. Да, еве во овој така беа составени, право си лагам во шахтата и си доаѓам во овој дек. Значи сите води лагат во една цел. Значи што застап. Од населбата Влае, следната станица е населеното место Бардовци. Тука се гради нов плоштад. Абе, мајстори, вака ли ќе работиме? Таму се договоривме да фатиме дел од игралиштето, а ова кошаркарското да го префрлиме таму. Да може едно и друго да се игра. Абе, Джоле, дојдовме овде у Бардовци, мајсториве си седат, имаш укупно 1, 2, 3 мајстора си. 4. И си седат, ништо не се работи. Кога планирате да го завршите ова? Значи можеме да констатираме дека овој објект овде слабо напредува. Све ми е спремно, само чекам да со ова ми е исто проблем со станица. Последната локација за посета за овој ден е Карпош 1. Тука се градат неколку паркинзи. Жителите досега маки мачија со паркирање на возилата, а општината, како и секогаш, така и овој пат, им излегува во пресред и одговара на нивните желби и барања. Ова ќе го асфалтираме или како? Бекатон. Шефе не може со ова да види. Има коли паркирани, тесни улици. Кога доаѓа комунална хигиена со возилото или навечер, ќе застане тука и те со камионот не издржуваат работниците. Да, здраво. Не, имаме работа. Фала. Фала, имаме работа. Супер. И сега одека се запушува мириса, ставива неколку пати кеса, реагираат и од полиција, вика Мирче, ќе искашиме коли. Мора нешто асфалт да се стави, да се подигне горе. Ова треба цела да се изреконструира и ја здраво. И ова овде, види го. Спојат. Здраво. Здраво, живо. Што правите? Нешто, еве малку тука во здруженијето. А, кубо. Добро, ние малце да видиме што да работиме. Живко? Да. Дај овие рабници да ги промениме и ова комплетно истиве павер да се стават, само да се изреконструира и улица мора да реконструираме. Ова не бива. Значи ова треба да и рабниците да се изведат да се спушти. Улицата да се спушти или да се денивелира некако да дојде до овде или како да се прави. Да се прави, има сливници, еве. Ова да се преди реконструкција на оваа улица. Еве, хубава ние ја покривне веќе ова Да. Никола Тесла. Да. Завршено уште некои скалички треба се доправат. Супер излезе. Двата влеза се покриени. Помнили се луѓе? Па задоволен, јас сум задоволен што бев најгоре јас. Ама и вие сте си супер зашто си имавте пари собрано. Така. И ние додадовме и гледаш како сложни калуѓери у петок мрсат. Мрсата. По завршување на обиколката, работниот ден на градоначалникот продолжува во неговиот кабинет. Бидејќи тој е единствениот на кој секој ден му е приемен, пред вратата веќе го чекаат голем број странки. Работните активности продолжуваат. Следуваат состаноци со вработените. Кога станува збор за локалната самоуправа и подобрите услови за живот на жителите, време за одмор нема. Веднаш се прават планови за реализација на нови проекти. По успешно завршениот ден, веќе е направен и планот за наредниот. Посета на нови локации и проверка на сработеното. Ваквата работа, посветеност и грижа за своите граѓани на градоначалникот го носи и одговорот на прашањето зошто Карпош е најпосакувано место за живење.